Прилеп продолжува да го држи неславното прво место според црната ковид статистика. Во моментов хоспитализирани се 81 пациент, од кои дури 61 се на кислородна поддршка, што дополнително ја отежнува работата на ионака преоптоварениот, преморен и малуброен персонал. Активирани се сите ковид оддели, а слободни кревети има за уште 31 пациент, додека во дневната болница терапија примаат 93 пациенти, но нивниот број е во постојан пораст. Заради драматичноста на состојбата, во моментов интензивно се работи и на доопремувањето на модуларната болница, но за каде неизвестно останува кој ќе работи. Денеска ќе пуштиме струја во модуларното одделение, да видам пристапот како ќе го завршат деновиве, дали до понеделник ќе успееме да завршиме, да можеме таму да активираме, ама немам доволно кислород таму. Проценка што ми е добро, дали да работиме со боци таму или вреди инвестицијата што би ја правеле за доволно кислород. Напоредно со секојдневниот се поголем наплив на пациенти се врши и имунизацијата на прилепските здравствени работници, меѓу кои исто така има и позитивни, а за жал и понатаму останува и мистеријата зошто бројот и на смртните случаи во Прилеп е загрижувачки висок. Јас ги прашувам, ми велат дека во Битолаеве, споредба близко ни е, не ги пријавува, вика се крија и ода во приватните амбуланти да се тестира и се лекува сами дома. И смртноста и таму е голема, ама од непозната причина. Кој ќе дојде на краја да се сведиме на краја на годината, тие ќе има голема бројка од непозната причина смртност. Ние таа бројка мала ќе не биде. А може би и ова со во Кавадарци Дрекслер Мајер, многу наши ода таму на работа од мужито да е. Инаку, и покрај ваквата алармантна состојба, општинскиот клизен штаб подолго време не се состанал. Неофицијално, причината била што и градоначалникот Илија Јовановски беше позитивен, а чие лекување и изолација завршиле деновиве. Па според наши извори, ова општинско тело најверојатно ќе заседавало в понеделник, пошто би требало да се знае дали и кои дополнителни мерки ќе се преземат во борбата со ковид пандемијата, која досега во градот под Марковите кули одзеде вкупно околу 280 животи.